сведоци сме дека се повеќе, буквално без причина, имаме манифестација на сериозно насилство за време на спортските надпревари и за разлика од минатото каде што на пример карактеристично беше дека вакви работи се случуваат само на фудбалските надпревари, за жал сега имаме ситуација која се случува и во спортските сали, пред се на ракометните надпревари, бидејќи барем кај нас ракометот е еден од најпопуларните спортови и во таа насока ја сформирав една работна група во која освен институциите беа поканети и учествуваа најзастегнатите спортски федерации и практично заеднички излеговме со конкретни мерки по однос на тоа што треба да се превземе за да се подобрат состојбите. Инаку кога ги дизајниравме мерките, сакам да потсетам дека ние практично ги зедовме искуствата од некои земји кои се соочиле со слични проблеми, но со соодветна реакција на законодавецот успеале да ги надминат проблемите и не само да ги надминат, туку во денешно време, како на примерот со Англија, да бидат добар пример за една спортска атмосфера на спортските борилишта, така што кои конкретни мерки го дана ги имаме? Слободно можам да кажам дека ги превзедовме најдобрите искуства, што значи дека сега ги зајакнуваме безбедносните мерки од аспект на тоа што воведуваме една нова безбедносна мерка на оние навивачи или гледачи на спортските терени кои се идентификувани како нарушители на јавниот ред и мир, си создаваме можност да може да им оневозможиме да присуствуваат на спортски надпревар. Што значи тоа? Тоа значи дека ако некој еднаш добил таква мерка, односно прекршил јавен ред и мир, во време додека се одржува надпреварот или во клубските надпревари или на репрезентацијата, ќе треба да се јави во полициска станица неколку часа претходно и неколку часа потоа, што значи дека физички нема да биде во можност да биде на местото каде што се одржува спортскиот надпревар и да направи било каков инцидент. Но не е оставено на желбата на тој што ќе ја добие ваквиот тип на мерка, туку е предвидена и казна за лицето, значи предвидуваме казни за физичкото лице до 500 евра, што значи дека е вака доста демотивирачки за оние кои се охрабруваат да прават насилство над спортските надпревари. Исто така увидовме заедно со спортските за кого ќе биде казна? За тој што нема да се јави во полициска станица, за физичкото лице. Да, значи ако ние утврдиме дека тоа е нејавување во полиција кога има спортски надпревар, се треба казна. Единствено он може да не се јави ако прибави соодветна медицинска документација дека од здравствени причини не може да биде. Како во Англија практично. Да. И во други земји го имаат усвоено, меѓутоа основата е во Англија, бидејќи таму навистина има огромен успех со овие мерки. Исто така по примерот на Англија, на пример, направивме до дефинирање на поимот редарска служба, дефинирање на бројот на редари, дефинирање на системот на обезбедување, кога треба да се извести МВР, како да се прават безбедносните планови, бидејќи и покрај тоа што дел од овие прашања беа на некој начин регулирани, не беа доволно прецизни и секогаш имаше простор да се толкуваат дали треба или не треба да се известува полицијата и често имавме ситуации кај така наречените надпревари од висок ризик, например полицијата да не е на самиот стадион, внатре да се случи инцидент и потоа ние да реагираме и да се справуваме со последиците, што во основа не е доволно. Значи, целта е да не се случи инцидент, за да ја вратиме публиката и на стадионите и во салите. Така што во тој дел тука ставивме и доста обврски за организаторот на спортските надпревари. Навивачките групи ќе треба и да се регистрираат, за да може да водиме евиденција за сите овие појави и да креираме регистри како Министерство за внатрешни работи, па потоа да видиме да може да го мериме учинокот, односно дали сме успеале со овие политики. Исто така даваме една дефиниција кој надпревар се смета за надпревар од зголемен ризик, наметнуваме одредени обврски за гостинските навивачи, значи нема веќе произволно собирање, организирање, сето тоа може да се прави во соодветна процедура со најава, за да ние знаеме кога на така наречените надпревари од висок ризик доаѓа одредена група на поголема група на гостински навивачи, да може и полицијата во делот на јавниот ред и мир соодветно да се организира, но и организаторот да може да го обезбеди теренот без разлика дали е стадион или спортска сала. Така што веруваме дека сите овие мерки ќе си го дадат резултатот кој го очекуваме. Инаку сакам да потсетам дека
кривични корекции, односно интервенции, беа направени и во кривичниот законник во смисла на заострување на кривичната регулатива, односно казнената политика во тој дел, и сега останува, нели, откако сето ова, доколку биде прифатливо за пратениците, добие поддршка во собранието, ние заедно со спортските федерации малку поинтензивно да ја информираме и јавноста пред се навивачките групи, зашто навистина казниве кои ги предвидуваме не само овие што се најтешките кривично-правните санкции, туку и оние што понекогаш и потешко им паѓаат на навивачите, значи оддалечување од местото на спортскиот надпревар, забрана за следење на надпревари, треба да ги знаат како потенцијална можност, што само по себе ќе демува Беа вклучени некои од федерациите во подготовка? Беа вклучени федерациите, значи учествува во работната група и кошаркарска, и ракометарска, и фудбалска федерација, се разбира, бидејќи таму се најмасовни посетеноста, но ние во принцип сме секогаш отворени, ако излезе и некој друг предлог или законов ќе се дебатира и во собрание, ако има некој искуство што можда сме направиле превид и не сме го согледале, секогаш сме отворени да го инкорпорираме, бидејќи навистина наша цел е да имаме добро посетени спортски надпревари, бидејќи публиката најдобро го афирмира спортот.